Правење мартинки на првиот ден од март е традиција која што се уште обстојува. Како некогаш со црвен и бел конец во различни плетки, граѓаните денес ќе изработат мартинки во вид на раквица и ќе ги постават на своите раце. Обичајот вели дека целта на мартинките е да го навеста доаѓањето на пролетта и така како што ќе се разбуди природата и ќе биде силна и плодна, така и луѓето да бидат здрави, живи, силни и убави како природата. Знам дека едно време нашите не работеа волнени работи за да не се молат и од вуци не се работе. На 1 март. Да, мартинци, кога е, тоа е. А мартинки, тоа децата едно време ставаа на раците сега. Не сум видел, можда и сега. Па обичај е да се прават. Усакуват црвени белконеци. Праве За кој ден? За март? за мартинци и за ѓурѓеве. А за 1 март? За 1 март не знам. Мартинките едно време за Знам. Ние за ѓурѓен старите поздравиме и за мартинци. Првите мартинци. А сак за март може да прават па. Бојата бела и црвена брзат ги на руката. Па има нешто, па знаат старите. Старите ни кажува брзате кончето, врзаме. Па има нешто. Правиме. Да не фаќат брунки, деца. Дамки. Оти која е у март родена, фаќат дамки. Тако, како брункички, нели? И за тоа става црвено и бело, мартинка. Ке видиш дрво расцветано и ќе го откачиш после март. Мислам така што слушнала, ставале го на дрво, на гранчето ќе го закачиш и ќе си продужиш. Очекували се плодност преку годината? Лично за тебе, тоа повеќе не знам. Не сме работили тие работи, не ни е јасно. Доваѓаше една жена, имаше сестра, комшика кај нас од Бугарија таму и она се им донасаше секој пат ќе дојдеше за 8 март обовезно на сите ќе донесеше на внуки на таа тетката. А сега гледам почнаа и тука да ги носат. А толку па да ми е јасно шо, не знам, а она жената рече шом замине нели март, шом видиш дрво расцветено, ќе откачаш и на цвето ќе ја закачаш на дрвцето. И етнолозите велат дека празникот потекнува многу одамна. Уште од древно македонскиот народ, кој овој ден го сметале за возобновување на природата. Земне телевизија тие велат дека според легендата, богот Македон поради злите сили ја загубил својата љубов Божица и се верува дека на овој ден секоја година тој ја бара низ ливадите и градините. Овој празник е дел од нашето духовно, односно нематеријално културно наследство. Ова е обичај кој што е поврзан со доаѓањето на пролета, со будењето на природата, со зголемувањето на денот, со зголемувањето на светлината и со топлината на сонцето. Сето ова заедно го означува пак крајот на зимата, односно го означува крајот на темниот период кој што бил во претходните месеци. Своите корени на практикување и на празнување на овој празник ги носи уште од древномакедонскиот народ, кој што исто така го сметале овој празник, односно 1 март, го сметале за празник на пролетта и за возобновување на самата природа. Постои една легенда која што ја објаснува природата, а тоа е легендата за Ксантика. Ксантика била божица на цвеќињата. И во неја бил влюбен богот Македон. Меѓутоа, лошите и зли сили нивната љубов ја прекинале, претворајќи ја божицата Ксантика во цвет. Од тогаш, како што вели легендата, богот Македон постојано, сопотнувањето на пролетта, со раззеленувањето на природата, ја барал својата изгубена љубов по ливадите и по градините. Инаку 1 март е обичај кој со години се раширил низ балканските држави. Некои велат дека ова се само пагански обичаи, други дека имаат силна символика, но сепак во главно овие на раквици будат голема среќа особено кај најмалите, па со голема радост прават ракотворби и ги подаруваат на своите блиски.